Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Е-училница на часот по физика за 8 одделение. Наставна содржина. Можеме ли да добиеме енергија од ништо? Цели на учење. Ученикот, односно ученичката, да знае што е перпетуум мобиле, да знае дека бесконечно движење не е можно бидејќи секогаш ќе има пренесување на енергија кое не е корисно. Да се подсетиме. Енергија е способност на телото да врши работа. Познати се разни видови на енергија: механичка, хемиска, електрична, топлинска, светлинска, звучна, внатрешна, нуклеарна. Механичката енергија може да се јави во форма на потенцијална и кинетичка енергија. Потенцијална енергија е енергијата што ја имаат телата подигнати на некоја висина. Енергијата што ја имаат телата, кои што се наоѓаат во движење, се вика кинетичка енергија. Енергијата не исчезнува, односно таа не може да се уништи. Таа преминува од еден вид во друг вид. Тоа е општ закон во природата, познат како закон за зачувување на енергијата, кој гласи: енергијата може да се претвори од еден во друг вид енергија, но таа не може ниту да се создаде од ништо, ниту пак е можно да се уништи. За едно тело или машина, за да изврши работа, користи енергија од некој извор. Например, моторот на автомобилот ја користи енергијата на бензинот, турбината на централата ја користи енергијата на водата, човекот при вршење работа ја користи енергијата на храната и така натаму. Тоа значи не може да се добие енергија од ништо. Мора да постои извор на енергија. Перпетуум мобиле е машина која може да работи постојано без додавање каква било енергија однадвор во системот, односно без изворна енергија. Многу конструктори се обидувале да конструираат таква машина, но не успеале затоа што тоа не е возможно. И да направат таква машина која со еднаш вложена енергија ќе работи, никогаш нема да врати поголема енергија од вложената и по некое време ќе престане да работи. Вложената енергија која делува машината да работи бесконечно, ќе се изгуби низ триење, топлина, совладување отпор на воздухот и слично, и на крај ќе се добие помалку енергија од вложената. Машината која ќе работи бесконечно може да се направи ако се користи некоја друга енергија, например енергија на вода, ветер, сонце или друго, но никогаш нема да биде перпетуум мобиле. Законот за запазување на енергијата укажува дека не може да се конструира машина која би работела постојано без да добива каква било енергија однадвор. Бесконечно движење не е можно, бидејќи секогаш ќе има одредено пренесување на енергија кое не е корисно. Енергијата која не е корисна може да се опише како изгубена енергија. Перпетуум мобиле би го прекршило законот за запазување, односно одржување на енергија, бидејќи тоа би било машина која што кога еднаш ќе се стави во погон, вечно би се движела, без да бара на дополнување на енергија. Едноставни перпетуум мобиле машини. Дека бесконечно движење на некое тело или машина не е можно без да добива телото или машината било каква енергија однадвор, бидејќи секогаш ќе има одредено пренесување на енергија кое не е корисно, ќе провериме со следните примери. Пример 1. Да провериме дали е возможно бесконечно движење на лулашката. Кога лулашката ќе извадиме од равнотежната положба, во положба А таа ќе се здобие со неголема потенцијална енергија, бидејќи висината не е голема, а кинетичката енергија е 0, бидејќи тогаш брзината е 0. Потоа ќе почне нишањето, потенцијалната енергија се намалува, поминува во кинетичка енергија, која постепено се зголемува поради зголемувањето на брзината. Потоа лулашката со неголема брзина поминува низ равнотежната положба Б и тогаш има неголема кинетичка енергија, ЕК, а потенцијалната енергија е 0, бидејќи во таа положба и висината е 0.
Потоа лулашката се движи од положба Б кон положба С. Кинетичката енергија и се намалува, но затоа потенцијалната енергија расте. Во положба С, во еден момент лулашката застанува. Кинетичката енергија е еднаква на нула, а потенцијалната енергија е најголема. Лулашката повторно се движи од С кон Б, потоа од Б до А и претворањето на ист начин се повторува. По извесно време лулашката ќе престане да се движи. Ако не постои отпорот на воздухот и триењето, лулашката би се движела постојано од една положба во друга, односно постојано би се претворила потенцијалната енергија во кинетичка и обратно. Во секоја положба на лулашката, вкупното количество на механичка енергија не се менува, односно збирот на кинетичката енергија и потенцијалната енергија е еднаков на вкупната механичка енергија. Ознака за вкупната механичка енергија ќе ја користиме буквата Е, а за ознака на потенцијалната енергија ќе користиме ЕП, ознака на кинетичката енергија ќе користиме ЕК. Значи, вкупната механичка енергија е еднаква на ЕП плюс ЕК еднакво на константно. Пример 2. Да провериме дали е возможно бесконечно движење на Максвеловото тркало. Од двете страни на оската на тркалото се намотува конец при кој тркалото добива определена потенцијална енергија, бидејќи се наоѓа на висина Х во однос на подот. Ако се отпушти тркалото, конецот се одмотува и тркалото се спушта надолу, а потенцијалната енергија поминува во кинетичка. За колку му се намалува потенцијалната енергија, за исто толку се зголемува и кинетичката енергија. Кога тркалото стигнува на најниската точка, поради кинетичката енергија што ја има, тоа и понатаму се врти и повторно се подига нагоре до истата висина. Сега кинетичката енергија се претвора во потенцијална и потоа повторно се одмотува конецот и настанува обратен процес – претворање на потенцијалната енергија во кинетичка. По извесно време тркалото ќе престане да се движи. Ако не би постоел отпорот на воздухот и триењето, Максвеловото тркало постојано би се движело нагоре-надолу, односно постојано би се претворила потенцијалната енергија во кинетичка и обратно. Во секоја положба на тркалото, вкупното количество на механичка енергија не се менува, односно збирот на кинетичката и потенцијалната енергија е еднаков на вкупната механичка енергија. Е еднакво на ЕП плюс ЕК еднакво на константно. На следниот линк можете да дознаете повеќе за машини, така наречени перпетуум мобиле. Домашна работа. Објасни дали е возможно бесконечно движење на телото на сликата погоре. Објасни како се менува потенцијалната и кинетичката енергија во секоја положба на телото. Драги ученици, ви благодарам на вниманието. Довидување.